Европската комисија препорача преговори со Македонија. Сега одлуката е во рацете на Советот на Европската унија, соопшти портпаролката на комисијата Маја Коцијанчиќ. Од Европската комисија денеска информираат дека во овогодинешните извештаи за Македонија и за Албанија се препорачува почнување преговори за членство во Европската унија. Европската комисија ги објави извештаите и му препорача на Советот да почне преговори со двете земји, ПРМ и Албанија. Но одлуката сега е кај Советот и кај земјите членки. Во вторник следната недела е предвидено Советот на ЕУ да го разгледа прашањето на седница во Луксембург. Се очекува тогаш министрите да одлучат дали Европската унија ќе почне нови преговори. Уште една добра вест за земјава доаѓа од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој денеска изјави дека поканата од НАТО за Македонија се очекува во јули. Првиот човек на алијансата повика за позитивен исход од референдумот во Македонија. Можете да очекувате дека на самитот ќе ја поканиме ПЈРМ да ги почне пристапните преговори со НАТО. По договорот што го финализираа Скопје и Атина и референдумот што ќе се одржи во ПЈРМ, ќе можеме да ја поканиме земјата да биде полноправна членка на алијансата. Оптимист сум, очекувам дека таа одлука ќе биде донесена, дека на референдумот мнозинството ќе го поддржи договорот затоа што тоа е историска шанса за приклучување кон НАТО. Граѓаните на ПЈРМ треба да ја зграпчат оваа можност и да гласаат за и да станат член на НАТО. И премиерот Зоран Заев очекува Македонија следната недела да добие датум за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Јас сум оптимист дека Европа нема да пропушти да ја охрабри и поддржи Македонија и сите нејзини граѓани за сето она што го правиме за наше подобро заедничко живење, изјави денеска премиерот, одговарајќи на новинарско прашање во однос на воздржаноста од страна на Франција за одредување датум за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Франција е голем пријател. Ако Германија, Франција, Британија, Италија и другите земји, Австрија, не знам, одат напред, тогаш и Европа ќе се движи напред и мотивацијата на нашите граѓани ќе биде уште поголема. Секако во духот на целото тоа разбирање, јас се надевам на позитивна одлука, која што во најмала рака секако ќе дефинира потврдена препораката за почнување на преговори, почеток на скенингот на целиот овој процес, ќе дефинира подготвеност на одржување на меѓувладените седници кои што треба, од кои што произлегува секако и датумот за преговори. Јас сум оптимист, знам дека Европа нема да пропушти да ја охрабри и поддржи Македонија и сите нејзини граѓани за тоа што го прават во овие години на наше заедничко живење. Дополнително покрај Холандија и германската влада препорачува Европската унија да почне преговори со Македонија. Во писмо упатено до Бундестагот, германската влада оценува дека реформскиот биланс на македонската влада говори во корист на почеток на преговори за членство во ЕУ на предстојниот самит на Унијата следната недела. Одредувањето датум за почеток на преговори ќе биде вистинскиот позитивен сигнал за македонската влада, која фокусирано го следи реформскиот курс наспроти политичкиот притисок од внатре и од надвор, се наведува во писмото. Поддршка за Македонија денеска стигна и од најголемата пратеничка група во германскиот парламент на канцеларката Ангела Меркел, како и од нивниот коалициски партнер во владата социјалдемократите. Холандскиот парламент веќе одлучи дека Македонија може да добие датум за преговори со Европската унија, но ги блокираше пристапните преговори за Албанија, бидејќи не покажувала напредок во борбата со корупцијата и криминалот. За сега најголема пречка на европскиот пат на земјава останува Франција, бидејќи председателот Емануел Макрон бара прво внатрешни реформи во Унијата, па проширување.